Здраво, пријателчиња! Нас не беше доволно умор, па со нетрпение очекувавме да започнеме повторно со емисијата Пријатели. Ова е првата емисија за оваа година, па ви посакуваме здравје, среќа, успех и многу љубов, но најмногу се дружење, убави случаи и незаборавни моменти со вашите миленици. Па мислам дека е време да започнеме со емисијата. Со нас е еден од најдобрите машки вокали кај нас. Тој освен што има убав глас и многу добра личност. Тоа го кажувам бидејќи сметам дека нема лош човек кој што ги сака животните. Со нас е Дарко Илиевски. Дарко, како си? Одлично, малце ладно, ама у секој случај одлично. Ти благодарам што дојде во емисијата Пријатели. Што мислиш за моето размислување за човекот и животните во најавата? Па, се да ти кажам, има логика некоја дека е така, али што знам, зависи, има луѓе што чуваат животни па се понашаат малце ретардирано околу нив, така да пак и до негде нема значење. Али у секој случај убаво е да се сакаат животните и да се чуваат, да се негуваат. Ајде малку да се навратиме на твоето детство. Сигурно ги сакаш животните уште од мали нозе, па дали паметиш кој беше твоето прво милениче? Па ги сакам, да, али имаме проблем што мајка ми има многу страф од животни и не сум имал можност многу да чувам некои животни што се така попргави за чување, така да прво ми беше чував папагал и збореше многу, учевме да збори, па после тоа чував зајак, па пак чував папагал, што чував друго? Не знам што, хрчак чував и на крај си завршив со куќе. Чуваш куќе кој е твој на твојата продукцијска куќа. Кажи ни која раса е куќето и како се вика? Се вика срна и е пинч и буквално е како мини срна. Абортиран срна буквално. И е многу мило и така си го чуваме, има поише собственици, го чуваме во продукцијата кај што ни е газди му сме јас, Васко, мојот менаџер, Диме и цела компанија таму и не слуша сите. Добро му иде. Добро се снаоѓа. Како може едно куќе да е заедничко? Кажи ни за кого е тоа најповеќе приврзано. Па, знаеш, обично кога го земавме ни вика нека биде со еден најблиско за да знаеш да се створи као еден газда, па ово уствари куќево наше не е изнесено од дома и се плаши од кучиња, а ужива со луѓе, така да нема гајле со сите на свој начин не доживува веројатно. Али најмногу го сака Васко поради тоа што он никогаш не го тепа и може на глава да му се качи и пак да ништо да не се деси и некако му е најомилено на него. Највише пажња добива од негова страна. А тоа значи дека ви останатите го тепате? Не го тепа, тома работа. Си јаде ќотек помалце кога заслужува заради тоа што врши нужда таму кај што нему е место, али се у рамките на нормалата за да стекне некои навики, иначе да го тепаме и да се живљаваме е срамота. Каде го чувате куќето и дали имате доволно слободно време за него? Па време, ако се сака секогаш има, така да за забава и за таква една разонода секој ден идам да го дзирнам, да си поиграм малце со него. Има една коска што многу ја обожава и само таа му е. Ништо друго не го интересира, само коска. Како се справувате со хигиената на куќето, со одржување на неговото влакно и слично? Па добро, пинчи не е некоја раса која што многу бара некои посебни третмани. Углобава го бањаме редовно, го чешламе, нема пат на влакно, затоа што има кратко влакно. Со хигиената тешко се сноѓаме заради тоа што уште нема створена некоја навика да се знае кај му е местото за нужда и малце така знае да се расфрла. Така да, у задње време
почна да излага на тераса и да бара да искача кога му се иде по голема и по мала нужда, така да у задње време е добар. Дали често излегувате на прошетки заедно? Сигурно ве застануваат многу луѓе, па што мислиш, дали е тоа поради кучето или поради тебе? Па избегаваме да шетаме и да фаќаме девојки на кучето, заради тоа што тоа е злоупотреба, нели? Така да го шетаме колку што сега, поготово овој зимен период, не е препорачливо да се шета, заради тоа што е мало куче и наладно, не знам колку би можело да издржи. Али додека беше топло, нонстоп го шетавме и така. Има страв, ти кажав, од кучиња, од мачки не се плаши уопште, али од кучиња има многу страв. Имаш премногу ангажмани низ Македонија, па сигурно некогаш те нема и по неколку дена. Како реагира кучето кога ги се вратиш кај него? Па, знаеш како ја викам, тоа ти е, има на работа, у багажник стаја жена и стај куче, кога ќе отвориш кај жената ќе почне да ти вика, а кучето ќе ти се радува, така тука ќе видиш кој поише те сака. Така да сека те срикну и така бурно реагира кога нема да ме види неколку дена. Така не само и за мене, туку за сите. Дали има некоја несекојдневна случка која би сакал да ја споделиш со нас? Има многу. Има многу. Еднаш кога тргнавме за Битола и го носевме кучето, ја возев малце побрзо тоа што требаше. Васко спиеше на сувозачко и кучето му се поврати у врат. И тоа беше една многу јака ситуација. Требаше да видите, го имам документирано на видео, ама не е за ујавност. И застанавме на плетвар за да се среди цела ситуација. Дарко, ти благодарам за гостувањето во нашата емисија и за крај што ќе им препорачаш на нашите гледачи? Па, фала ви многу за поканата. Имате одлична емисија што сте се сетиле за животните да се заангажирате малце. Би им препорачал на луѓето да си земат миленик да чуваат, заради тоа што мислам дека има една посебна љубов која што секој животно може да ти ја дае. И некаков духовен мир ја осеќам кога сум со животни. Така ме исполнуваат, така да мислам на луѓе што имаат проблем со осаменост или имаат одвишок време, обавезно да си земат животно. А тие што немаат многу време, сепак мислам дека слободното време корисно ќе го искористат ако да си земат животно. Многу од луѓето не знаат што се има на изложбите за кучиња, кои се титулите за нив и што значат. Наш чест гостин е Митко, кој сега е повторно во емисијата Пријатели, ќе ни каже нешто повеќе за тоа. Здраво, Митко. Здраво. Ајде да почнеме од почеток. Што представува Кинолошкиот сојуз на Македонија? Па една организација која се занимава со контрола на селекцијата на расни кучиња. Во последно време се почести се отворањата на клубови. Зашто служат тие? Па клубовите за одредени раси служат као контрола на одредена раса, би требало да користат за таа намена, да при селекцијата на одредена раса, кој ќе се постигнат одредени цели, да клубот како некоја организација над расата да биде као полиција, значи да не може кој што сака да работи, да пари како сака, туку да има граници. Тие граници ги поставува клубо и како расата оди се усовршува се поквалитетна и поквалитетна, се даваат нови цели и потешки задачи за одгледувачите, со преку кои ќе се усоврши расата се повеќе. Се пример конкретно можам да ви кажам за боксер клубо, нашиот боксер клуб. Значи боксер клубо води прва евиденција да не се пуштаат единки кои не вредат за приплод, значи да се исклучат од приплод, а останатите единки кои влегуваат во приплод, му ставаме се повеќе работи, пример да се снимаат колкови, значи да се снима срце, спондилоз, значи тие единки да бидат и здрави. Значи расата се носи до совршенство. Дали веќе почнува да има ефект од тоа? Па има веќе ефект од клубовите, некои клубови баш и почне да прават специјалки, значи се рекламираат расите, исто така промоција на расите има преку тие клубови. Работата е многу подобра со клубови. Што представуваат изложбите за кучиња и зошто тие се прават? Изложбите на кучиња моментално сега во светот се класично шоу.
Значи на времето изложбите служеа како некоја врста на селекција. Значи судијата кажуваше кој е подобар маже од другиот, зошто е подобар, како е подобар и зошто тој што победи да се користи од приплод. Значи тоа како некоја врста на селекција исто со женките, значи таа женка што ќе победи, одледувачите би требало да купат од кај не куче за понатамошен приплод, али тоа сега во денешно време направено е шоу, значи тие се чисто надпреварувачки изложби, а намената за селекција се извршува на огледните смотри, кај што се суди сосема поинако. Значи баш одгледните квалитети на кучината. Што треба поседува кучето за да се пријави на изложба? Па вака, значи кучето треба да има родовник, званичен родовник од членка на ФЦ и да може да биде пријавен на изложба. Значи може исто од American Kennel Club исто се прифаќаат родовниците и од англискиот Kennel Club. Исто, значи имаш званичен родовник, се пополнува пријавата, се праќа со потоците на кучето и веќе ви учествувате на изложба. А дали може да се пријавиме на самиот ден на изложбата? На самиот ден на изложбата може да се пријави на ревии и на смотри, каде што не се изработува каталог. На изложбите како од повисок ранг цацип изложби, европски, светски изложби, значи има термини. Значи зависно од големината на изложба, да речеме светските изложби имаат може да и месец дена пред изложбата се затвора овако се вика каталогот. На овие помалите изложби цациби кај нас се затвора да речеме недела дена пред изложбата каталог и кучината што се пријавени пред тој датум се заведени во каталог и тие се надпреваруваат и кандидираат за може да ги освојат сите титули. А кучината што ќе се пријават на денот на изложбата може да бидат оценети, исто валидна оцена, со таа оцена може кучето мислам да би родовникот да би оценет, кучето да влезе во приплод, али хендикеп е што тоа куче ако на денот на изложбата го пријавите ќе не може да се надпреварува за кандидатурите. Од кога може да се започне со изложбите на едно кученце? Вака се, значи со изложбите може да се започне уште од многу рана возраст, значи минимално 3 месеци. Значи има класа 3 до 6 месеци во бебина, после има класа 6 до 9, па после имаш 9-12 на специјалките ги оделуваат, а на овие цацип изложби одат 9 до 18, то се млади кучина, над 18 месеци имаме отворени класа и работни шампиони, така се делат отредени, мислам на изложбите така се делат расите. Само да напоменеме дека до 9 месеци нема оценки. Има до 9 месеци има описна оцена, значи таа не е валидна оцена. Значи во класа 3 до 6 и 6 до 9 кучината се оценуваат со оцена многу перспективен, неперспективен. Значи и следува нормално опис. Сега во одредени држави и во класите што се во млади, значи до 24 месеци, исто се преваруваат кучината со највисока можна оцена многу добар 4. Али кај нас не е така. Кај нас од 9 месеци нагоре може да се освои максималната оцена, одличен 5. Са покасно тие и кандидатурите ќе ви обяснам како се доделуваат. Кои се титули можат да се добијат и како да редоследно, дали може да ни наброиш? Вака, значи кучето првен се оценува, значи се вреднува неговиот квалитет. Сите кучиња што ќе освојат 5, покасно зависно во која класа се пријавени, учествуваат за понатамошни титули, кандидатури и називи. Сега во класата 3 до 6 и 6 до 9 во бебина, значи кучината што ќе добијат многу перспективен, понатаму одат и се надпреваруваат за најубо бебе во класа 3 до 6, мажјак или женка, и после може да се такмичат за најубаво бебе на изложбата, значи и од класа 3 до 6 и 6 до 9. Значи тие што победили во едната и во другата класа се такмичат, се надпреваруваат меѓусебно. Сега во младите класи, значи од 9 до 18 месеци, имаме тие што ќе освојат 5,
значи еден мажек и една женка, зависно во кој раси како се има, значи секоја раса има башка доделување, ако има, да речем, вариетети во расите. Значи имаш раси како што се миниатурните шнауцери, кај што имаме црн, пипер, сол, бел и сите добиваат посебно. Сега, се добива кандидатурата прв во класа на млади. Значи ПКМ, кај нас многу често ПРМ останало од бивша Југославија, прво разред на млади, али по правило литерално македонски да биде прв во класа на млади. Сега кучината што освоиле прв во класа на млади, покасно се надпреваруваат за најубаво младо куче во расата или за најубаво младо куче на изложбата. Зависно од организаторот дали одлучил во секоја ФЦИ група да дава најубаво младо куче или да биде 3 на цела изложба најубави млади, тоа е веќе ствар на организаторот и тоа куче може да стигне до junior bis. Тоа значи најубаво младо куче на изложбата. Сега, кај зрелите класи, каде што може да се освојат титулите, значи цаци, често што слушаме од кучкарите, значи таму кучето, да речеме, освоја петка. После тоа, во секоја класа се добива кандидатура ЦАЦ. ЦАЦ кандидатурата е, многу тешко го изговарам, тоа е на француски, значи Certificate Association Cynologique. Значи таа е кандидатура. Значи тоа не е веќе победа, значи победил тој ден во класата. Сега, во Македонија, секоја кинолошка организација во светот си има башка начини на надпреварување и критериуми. Во Македонија, за да се стане шампион на стрел на Македонија, требаат 3 кандидатури ЦАЦ. Исто заборив при да напоменам за млад шампион на Македонија, 3 кандидатури прв во класа на млади. Треба да се соберат и да биде кучето млад шампион на Македонија. Сега, ако се такмичи, значи, на ЦАЦ изложба, тука тоа е максималната титула која може да се добие, ЦАЦ, и после се оди на надпреварување за прв во раса, или БОБ познато, Best of Breed. Сега, понатаму, нормално, бисот се влеко. Ако изложбата е од повисок ранг, значи ЦАЦИП, меѓународна изложба, то исто е кратеницата Certificate Association Cynologique International WT. Значи, таа е меѓународна титула и затоа изложбата е меѓународна. И за таа кандидатура не учествуваат, значи во секоја класа не се доделва, туку учествуваат сите класи. Речеме, ако имаме куче во интермедија, куче во отворена класа, имаме работни и шампиони, само едно куче ќе сите тие 4 цацеви влегуваат во надпреварување за ЦАЦИП. Така се доделува ЦАЦИП титулата, таа е меѓународна титула за убавина. Со собирање на 3 такви титули, 3 цациби, во 3 различни држави, може да се добие, значи, интернационален меѓународен шампион. Сега, и ЦАЦ, и ЦАЦИП титулите што ги спомнавме, имаат резервни титули. Значи, тоа е РЦАЦ и РЦАЦИП. Резервната титула се користи во случај да претходната титула ЦАЦ или ЦАЦИП е веќе постанат шампион, да речеме, ако вие добиете на изложба РЦАЦИП, сте биле втор за некој шампион, кој веќе е интернационален шампион, вашиот РЦАЦИП важи за добивање на таа ваша интернационална титула за вашето куче. Понатаму, значи, тие се тие кандидатури, после имаме, значи, звања како БОБ, значи, тоа е прв во расата, има Best of Group, значи во група има са малце подолго ето да се објаснили, ФЦИ ги има сврстено сите постојачки раси признати во 10 ФЦИ групи. Секоја ФЦИ група добива прв, втор, трет, значи првиот е Best of Group. И нормално на сите тие титули има резервни. На крајот се завршува изложбата со БИС, значи Best in Show куче. Од сите групи се одбира едно најдобро куче. Тука некои работи, само е многу
долга и широка тематика, некои работи не ги ни спомнав, а има и многу да се каже, нешто не ги заборавив, има и сите тие титули имаат исто, значи пандант и во работа, значи како што е ЦАЦ, имаме ЦАЦИТ, ЦАЦТ in travail, значи во работа има меѓународната титула овде е ЦАЦИП, таму е ЦАЦИТ, значи во работа. Дали освен убавината на куќето која ќе сам несине на изложба, се гледа и дресурата на куќето? А вака се, значи на изложба на куќе кој оди, во основа се гледа само убавината, уствари то не е убавина, туку се гледа исправноста на куќето споредено со неговиот стандард. Значи сите раси имаат стандард према кој се оценуваат. Са стандардот е едно идеално замислено куче и кучината, кое куче е по-приближно кон тој стандард е по-квалитетно. Значи тука се гледа исправност. Значи то може некој куче што не е баш исправно да не биде нас многу симпатично и убаво, тоа е веќе убавен. А овде се гледа коректност и исправност на телото. Сега спомна и дресура, значи самата дресура не се оценува на изложба, али кучината што има добра ринг дресура можат многу подобро да се представат и да изгледаат многу поисправно, неголи кучината што немаат ринг дресура. Значи индиректно влијае таа ринг дресура на екстериерно на самото куче и се нормално спрема стандардот, зависи која раса што опишва, кои карактеристики се бараат, кои се побитни карактеристики, кои се понебитни карактеристики, значи така се вреднуваат. Речеме кај англискиот булдог не е голем проблем што е крива грбната линија, али голем проблем е кај добермана кој е крива грбната линија. Значи тие се споредуваат према стандард. Најчести се прашањата од типот родителите на моето куче имаат или немаат педигре или на наше по македонски родовник, па дали можат да извадат? Вака се, значи од родители кои имаат родовник и кои се позитивно оценети, нормално нивното потомство може да има родовници. Са кучина што се купени од родители кои немаат родовници, никош не можат да имаат, или кучина што се купени од родители кои имаат родовници, али се негативно оценети, исто не може никош да имаат родовници. Са тоа е за, значи, за расните кучина што се одгледуваат. Са тука има една друга, као да кажем, да речеме за матичните раси конкретно, кај на шарпленецо, може да има условен родовник, значи ако кучето е од родители кои немаат родовници, али кои генерацијски наназад немале родовници, тие за нив се дава условен родовник. Са условниот родовник е со празене, значи се пише татко, мајка непознати, и се чека неколку генерации да се пополни тој родовник, за може да се доделуваат сите можни титули. Дур не се пополни цел родовникот, значи кој ќе е празен, полупразен, не може сите титули да се доделуваат. Значи тоа е разликата со тој условен родовник, или кучето може. Значи кај нас во Македонија, ако сакате куче со родовник, мора да го купите кучето со родовник, или ако имате шарпленец, тоа може да се добие условен родовник. Али попаметно се купи куче со родовник. Сепак. Кога се родат малечките, како оди процедурата за вадење на педигре? Вака се, ако ќе се родат малечки, кај нас во Македонија претежно се роѓаат, значи после парење на 2 единки, без согласност на клубови, на водичи на одгој и такви работи. Значи се збораме конкретно за Македонија. Се раѓа, кучката се окучува, после некое време одгледувачот, каде што се окучила кучката, треба тоа легло да го пријави во неговото најблиско кинолошко друштво или клуб ако има за таа одредена раса. Од кој ќе се пријави тоа легло во клубот, значи клубот си пушта човек или кинолошкото друштво, што мора да биде кинолошки судија, да направи увид на леглото. Значи да се пребројат кучината, да се обележат зависно ако има вариетети на бои, да се заведат какви вариетети и бои се окучиле на кученцата мали и покасно со поднесување на родовниците од таткото и од мајката, нивните оценски листи, дека се уредно оценети, се пуштаат во кинолошки сојуз, преку кинолошкото друштво ги пушта во кинолошки сојуз ги издава родовниците.
Значи во Македонија сам кинолошки сојуз сме да издава родовници и сме да издава само на друштва и на клубови, значи не на приватни лица. И клубовите и друштвата нормално после ги проследуваат родовниците на одгледувачу, на сопственикот на кученца. Дали може по извесен период од неколку месеци или еве да речеме година дена да се изваде родовник за малечките? Има време на толеранција, ако случајно не се извадило, значи со време на месец дена да речеме, може да покасно се извади. Не е толку страшно, али би требало во пракса до 2 месеци кучината да имат 2-3 месеци најкасно да имат родовници. Митко, ти благодарам за гостувањето во емисијата и ти благодарам за истрпните одговори. И дојдовме до крајот. За крај секогаш кажуваме молби, совети или мисли. Па сега ќе ве препуштам на мојата колешка да ви каже една мисла од вашето куќе до вас. Мојот живот трае од 10 до 15 години. Секоја разделба со тебе многу тешко ја поднесувам и тоа за мене значи болка и тага. Немој никогаш прво да ме земеш, а потоа да ме оставиш, затоа што јас те запознавам тебе и сакам да сум само со тебе. Подобро размисли за тоа пред да ме земеш. Па размислете добро и гледајте на наредната емисија на истото место во истото време. Чао. Чао.